веќе 30 години од кога постои нашава држава се соочуваме со корупцијата. Последните неколку години имавме промена на две власти токму на темата правда, правичност, борба против корупција, меѓутоа резултатите, да бидеме реални, изостануваат. Корупција за мене представува поим, всушност објаснува едно взаемно дејство помеѓу две партии, ќе ги наречам, но повеќе луѓе, може да бидат или двајца, каде што двете страни имаат некоја корист, без разлика дали ќе биде парична замена на средства или пак материјални добра, услуги или слично. Овој проект го дизајниравме пред се затоа што имавме предвид која е состојбата со корупцијата во нашето општество и како некој што работи и професионално, меѓутоа и како граѓанин кој што приватно е засегнат од последиците на корупцијата, навистина чувствував некој порив да преземам нешто дополнително надворот на што во рамки на професијата го работам. Заедно со судијата Бетим дојдовме на идеја дека преку таргетирање на младите и тоа како студентите, така и младите политички лидери, можеме да постигнеме некаква промена и некаков импакт во делот на антикорупцијските практики. Корупцијата на некој начин може би канцер во општеството, конкретно кај нас во Македонија е доста застапена. Сметам дека на некој начин може би треба да се искорене кај младите од мали нозе, сметам дека треба да се работи на тоа. Според денешното предавање кое што го имавме, најголем впечаток ми остави моментот што сметам дека сите учесници го најдовме како проблем и како решение, да речам на еден начин, на фокусот на образовниот систем и едукацијата на млади кои што уште од мали ноза ќе можат да ги применуваат вредностите за кои што понатаму еви во моментов ние сме тука, да се намали стапката на корупција. Интересно за овој проект е што е соработка помеѓу човек кој што доаѓа од медиумите, обвинителка и човек кој што доаѓа од судството, односно судија. Обично сме навикнати во општеството да гледаме како овие страни некако како да се во конфликт цело време и како да се непријатели. Меѓутоа во суштина го сакаме да имаме реално придвижување во областа на корупцијата кон подобро, односно да се бориме против нејзе. Овие три битни институции во општеството би требало да се работуваат помеѓу себе што е можно повеќе. Пораката од онаа игра на улоги која што ја имавме беше дека добитник е оној и победник е оној кој што ќе реши дека нема да игра. Едноставно во играта со корупција победник е оној кој што ќе каже извинете, јас не играм. И тоа е пораката која што сакаме да ја пренесеме на младите, дека корупцијата е избор. Да, полесен начин можеби е за остварување на лични цели и на лични амбиции, но секако е погрешен начин, бидејќи последиците се траорни, би рекла, не само за општеството, туку и за нас како индивидуи. Не секогаш сакаме да бидеме дел, некогаш општеството и системот не втурнува во такви действија, меѓутоа поентата на самата игра и на првата работилница беше да им покажеме на младите дека секогаш има избор и дека тој избор може да биде благодарам, јас не сакам да играм. Можам да кажам дека резултатите, колку и да се фасцинантни од една страна, се исклучително и загрижувачки од друга страна, бидејќи имавме студенти кои што на своја 5-16 годишна возраст имаат толку длабоки познавања за корупцијата. Тоа значи дека ова општество нив толку многу ги изложило на корупција.
Еден сегмент од мојот антикорупцијски дневник проектот е адресирање на нашите животи на социјалните медиуми, па така да овој проект бара една проактивност од учесниците, една форма на активизам, да нивните активности на социјалните медиуми, да она што го гледаат и што доаѓа допир до нив како вест поврзана со корупција или пак со одредена антикорупцијска политика, практика или позадина, го внесат во еден онлайн формулар. Целта е да се земе еден примерок од се што тоа младите го сваќаат или го чувствуваат на свој грб како корупција и да видиме колку е нивната изложеност уште во тие млади години на такви коруптивни дејства и како тоа ја обликува нивната перцепција за корупцијата понатаму во животот. One of the top priorities of the U.S. Embassy is strengthening rule of law and good governance, especially through anti-corruption efforts. So these efforts require transparency and accountability, the fundamental pillars of a functioning democracy. But more importantly, and most importantly, these efforts require calls of youth, young leaders, officials, citizens, leaders, and people with integrity. You can raise awareness of corruption's harmful impact and strive to change the mentality that tolerates or encourages it.